Добар ден, драги пријатели! Добро дојдовте. Моето име е Јосиф Дамјанов и во денешната епизода одговарам на две прашања од наша пријателка Сања, која што ни ги постави во приватна порака, така да ќе го погледнеме првото и ќе дадам одговор, па потоа и следното. Супер прашање се. Сања, прва работа, поентата тебе ти е колку ствари шекер треба да се внесува, затоа што секој од нас, па претпоставувам и ти си свесна дека овошјето и како е препорачливо да го има во исхраната, затоа што е нешто кое што содржи толку многу есенцијални нутриенти кои што ни се потребни секојдневно и за мене рестрикцијата од овошје и сфрлувањето на овошје од исхраната е тотална лудост и најголемата глупост што може човек да си ја направи за на долг рок да си оштети можеби некаква метаболичка функција. Сега за шекери кога зборуваме, нормално е дека ако претераме и со шекерите од овошјето, без разлика што се фруктозни и можеби се природни, нормално е дека ќе направиме можеби негативен бенефит во поглед на создавање на процент на масти и така натаму, затоа што секој шекер без разлика од каде доаѓа, на крај на денот доколку не се искористи ќе оди како резерва во масни наслаги, односно во сало, народски кажано. Сега шекер како шекер многу е подобро да го добивам од овошје отколку од други извори, затоа што на крај на денот не се работи за тоа колку калории доаѓаат од шекер или колку шекер јас ќе изедам, туку колку други нутриенти ќе дојдат со тој шекер. Затоа што ако земеш можеби банана и шекер од банана и не знам 10 грама шекер од банана и 10 грама шекер од чоколада, тоа се тотално различни шекери, затоа што во својот состав освен шекерот, бананата ќе донесе и други нутриенти, како витамини, некои растителни влакна, многу малку протеини и така натаму, за разлика од шекерот кој што ти го добиваш од можеби чоколадо, освен шекер не добиваш ништо и тоа се празни калории. Ќе добиеш можеби дополнително некој емулгатор, некој адитив, боја, арома и нешто што воопшто нашето ДНК не го препознава и секој од нас знае дека е нездраво. Така да препорачливи си и тоа те како. Фруктозните шекери се супер извор на шекер за телото, затоа што се природни и може да се јадат. Мојата препорака е дека дневно секој од нас би требало да јаде по 3 до 4 парчиња овошје. Нормално тука вклучително треба да се додадат и зеленчуци, затоа што и во нив има шекери и растителни влакна кои што се важни за функциите во нашето тело. По ова прашање не знам дали ти одговорив, али у секој случај, ако можеби ти треба дополнителна консултација, обрати ни се повторно Сања, а сега ќе го погледнеме и второто прашање. Одлично прашање, Сања. Обичниот леп не е толку штетен колку што е штетен процесот во денешно време на кој што се прави обичниот леп. Затоа што ако се вратиме наназад пред 30 години можеби, односно да се подсетиме на тоа како живееле нашите баби и дедовци, и тие јаделе леп, и мачкале и сало, и ставале црвен пипер врз сето тоа и го јаделе и биле здрави и витални, од проста причина што имале ред во исхраната. Разликата од тогашниот леп и денешниот леп е тоа што тогашниот леп содржал 3 состојки, максимум 4 состојки по кои што се припремал. Денешниот леп содржи некогаш и над 15, 20, можеби и повеќе. Значи двоцифрена бројка на состојки, а тие состојки кои што ги има во денешниот обичен леп се емулгатори, адитиви, бои, ароми, не знам, состојки кои што помагаат за да остане лебот мек и 10 дена доколку стои на рафт, и сето тоа прави да е исклучително нездрав денешниот бел обичен леп за кој што ме прашуваш ти. Така да таа е клучната разлика помеѓу обичниот леп кој што се правел порано и обичниот леп кој што се прави денеска. Затоа доколку можеби некој од вас приготвува обичен бел леп во домашни услови, тогаш нема да има никаков проблем, доколку нормално и остатокот од исхраната му е во добра кондиција. Така да, Сања, претпоставувам ти одговорив на
на прашањево и фала ти уште еднаш за двете прашања. Сигурен сум дека и на многу од другите луѓе кои што ги следат овие епизоди ќе им донесат вредност и сигурен сум дека некој од вас си се прашувал, особено во овој дел во врска со лебот. Така да фала уште еднаш и фала ви на секој од вас што одвојувате време за да следите оваа содржина. За денеска тука завршувам и се гледаме во следна епизода, а до тогаш ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао.